Македонските патишта се меѓу најлошите во Европа. Годишниот биланс од 75 загинати на милион жители за многумина е еднакво како на патиштата кај нас да се води војна. Колку за споредба, овој број во европските земји не допира ниту до 50 со браќано настрадани. Па не се лоши, ама може и подобри да бидат. Почнаа се градат. Меѓу градските се више подобрени. Па сега се подобрени, не е како што беше. Ако започнеме преговори за членство во Европската Унија, од нас ќе се бара скенирање на патиштата, зашто јавното претпријатие за државни патишта таков систем веќе има. Вели Зоран Велков, задолжен за безбедноста на патиштата. Од можните 5 македонските патишта во европските нотези имаат 3 звезди, што е добра основа за подобрување на состојбата. Но за една звезда повеќе требаат многу пари. За некои од постарите автопатски делници да добијат звездичка плюс, треба да се постават нови заштитни огради, подобра сигнализација, нов асфалт и слично, што е многу пари. Потенцира Велков. Освен овие интервенции за поголема безбедност на патиштата во Македонија, задолжително ќе мора да се имплементира така наречениот безбедносен систем КАДАС, кој покажува каде и зошто има толку сообраќајни несреќи. Европското искуство покажува дека помеѓу 5 и 20% од несреќите се случуваат токму поради квалитетот на патиштата. За се мора да се мисли однапред кога патиштата се градат, но ревизија мора да се прави и на веќе изградените патишта. Вели безбедносниот сообраќајен ревизор Елвер Мустафаи. Но сите еластични огради, рамниот асфалт, добрата сигнализација, осветлувањето и сите други безбедносни мерки се џабе, ако патиштата се претворат во писти и се лета со 200 на час. Од тука, многу често проблемот не е во патиштата, туку веројатно во главата на возачите.